Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев поради прогласената 3-дневна жалост во целата држава ги одложи културните настани. Наместо вечерва како што беше предвидено, за меѓународниот фестивал на краток филм Филмај ќе се договори нов термин со организаторот Фотокино клубот Козјак од Куманово, информира директорот на Националната установа Сашо Тодоровски, додавајќи дека се одлага и вечерашното гостување на театар Куманово на 29-то издание на фестивалот на камерен театар Ристо Шишко во Струмица, кој започна на 8 септември, но поради случувањата во Тетово беше прекинат. Годинава фестивалското жири кое ќе одлучува за единствената награда на највисоко актерско остварување Ристо Шишков го предводи ланската лауреатка, актерката Александра Пешевска од театар Куманово и актерите Благој Чоревски и Петар Мирчевски. Пешевска минатата година беше наградена за улогата на Кейт во представата Телефонот на мртовецот од Сара Рул во продукција на театарот од Куманово во режија на Александар Ивановски. Требаше исто така вечерва да гостуваме на фестивалот Ристо Шишко во Струмица. Тоа е одложено за во недела, во 18 часот играме на театарскиот фестивал Ристо Шишко во Струмица со представата драма Изгубена во времето. А исто така во недела во Центарот за култура гостува хрватската актерка Весна Томинац со нејзината представа монодрама. За тоа владее голем интерес кај публиката и мислам дека ќе имаме една убава представа во недела во Центарот за култура во Куманово и го повикувам сите кумановчани да дојдат и да погледаат оваа представа интересна монодрама во недела. Во текст е подготовките и за новата театарска представа со Звездија во режија на Нела Витошевиќ од театар Куманово. Очекуваме идната недела, четврток или петок да излезе премиера. Тоа соодветно ќе го најавиме и се надеваме на уште една успешна представа, а исто така и албанската драма започнува со подготовки на нивната нова премиера која треба да излезе при крајот на месец октомври во театар Куманово. Успешно течат подготовките и за меѓународниот театарски фестивал Денови на комедија, кој годинава ќе започне на 27 септември, а ќе трае до 10 октомври, вели директорот, посочувајќи дека представите веќе се договорени. Представите се веќе договорени, ќе имаме театри од Србија, Хрватска, Бугарија, Косово и театри од Република Северна Македонија и нашиот Кумановски театар со кој официјално го затвараме Денови на комедија, така да се надеваме и ова година успешни Денови на комедија, се со протоколите како се предвидени од Министерството за здравство. Ние и минатата година имавме успешен фестивал, така да се надеваме и ова 2021 година ќе имаме успешни Денови на комедија. Востановената награда Васил Илјовски оваа година ќе ја добие актерката Стојна Костовска. Наградата ќе биде врачена на денот на отворањето на фестивалот Денови на комедија на 27 септември. Првата добитничка на наградата Васил Илјовски на минатогодишниот фестивал во Куманово, која ја додели Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев, е актерката Шенка Колозова, која својот работен век покрај во Штипскиот и Скопскиот го минува и во театар Куманово. Во сите овие три институции таа има играно во повеќе од 6000 представи. Станува збор за награда за особен придонес во културата и актерската игра од областа на комедиографијата.